Здраво живо поздрав од ресторана Ура Спа. Продолжуваме со серијална емисија за Куманово. Денес имаме стварно интересантно соговорника, познат и стар кумановец, али на почеток, како што е обичај, да ги поздравиме наши пријатели на емисију. Пред све првокласни и укусни производи пекара Плеш и млечен ресторан Дорито. Еве гледате овдека на стол убав бурек, кифле квалитетни. Има и други производи кои ви ги препорачувам да ги пробате и нема да зажалите. Исто тако и наш пријател на емисију, салон Перфект, машинско перење на теписи, кебиња и органи. Негов салон се наоѓа од Ловачки дом, кај ќе појдете право нагоре по улицу, 100 метра, ома ќе видите убаво обележено. Отидете, исперете ги теписи и верујте дека нема да зажалите, услуга е врховска. Толку за овие наши подржувачи на емисија, како што кажа, денеска наши ваш гост е Николај Јовановски, или кумановци ga вика Коки. Коки, да ти посакам пред све добро дојде у моја емисија и прво што би те прашаја, па и вас ке ја прашам, од куде е овој надимак Коки? Дали тој е од Николај Коки искочи или такој од малу те викав? Скратено, ми сакамо да скратимо букве, као некој Николај многу букви има, Коки има 4 букви. Коки, да, нагалено. Така да, непознато ми е. Сега во кој почеток и вас ке ве прашам, ви куде сте ташто родени у Куманово? У Куманово, улица Пелинска број 2, тоа е Карши Житомел, нова зграда на ФЗЦ. Ту сте родени. Тоа е стара, мала Пелинска улица, доле до Вада имаше едно време, но така да... Тој период е старо Куманово, така беше, тука во Куманово. Еве да кажете колку збора пред се за твои родители, нормално татко и мајка, и колку деца сте били у фамилија? Да, татко ми е Душко, познат во Куманово прво со две работи. Тој е борец 43-та година, кој беше и преседник на боречка организација своевремено во Куманово, док беше жив. И по струка беше основач на предпријатие Илинден, крзнарско предпријатие, па и директор, па технички, па генерален директор. До кога се интеграција беше со пожара, до тогаш имаше функција во Илинден. После интеграцијата, знае се службата, односно знае се системот на интеграцијата, што доведе, како доведе, она југословенската. Мајка што е работала? Мајка ми беше пегларка во Кирофетак. Таму е работала цело време? Фабрика за конфекција, да. Таму е цело време и како пензионерка од таму. Татко ви кој година бие роден? 24-та година е била. Да, веројатно он може да ви ја раскажуваја некои прилики, може да не. Он памти нешто за рад, кажуваја ли ви кој? Он навечер, ја како дете слушам, дојдем у негови другари кои се учествувале и почнам да евоцирам некои успомени. Поготово негов кум, Ѓорги Бамбало. Бамбало. Ѓорги, испод Соколану седи, ако знаеш ти. Па чуе сум многу познато тој надимак Бамбало. Штета што беше информировац тој тамо 48-49 година, иначе голем човек беше за време на окупација. И дискутират како е било, што е било, како во тие денови, во тие... И што е кажуваја за рад татко ти, во кој дека е било стварно тешко? Дека е било борба на Дренак, борба, поготово борба тамо, не знам веш кои села, он е бие и ранет, па е бие у тој болницу, партизанску болницу, у кое село беше, не знам, таму испод Дренак, Малотино, не знам каде беше таа партизанска болница.
И едноставно со бугари се ратувале, повише не су с германци, многу ретко и мало германци су проваѓале нека туе бегајќи од Бугарија за Германија, али бугари с бугари су нон-стоп ратувале и с албанци, односно одреđeni муслимани, албанци кои су биле фашисти. Едноставно фашисти. И с нимо се ратувале. Бугари су веćinom биле тега у Куманово и кажувале су други се сведочиле луѓе у емисија дека многу су на некој начин одредени моменти вршиле терор овдека на население. Тој су го кажале многу поединци у наши емисија и тој нон-стоп го потенцираме, тој не смееме ми да го забравимо дека сме имале лошо искуство. Тачното, они се криле на нjiно казување. Вика, ми работимо, вика, работив, тајно работив, уште како младинче, тако ми е маја 18-19 години. И вика, меѓутим, бугари откриев куде смо, али свака куќа имала некој си капиџик, значи, у нашиот куќу капиџик кој се улазел у туѓу куќу, па тај капиџик у третиот куќу, значи, тоа се се површени с мали врата капиџик, оној кумановски што се вика, и никад бугари многу ретко се не фаќале. Чим најавив неку рација у тој куќу, али ми низ капиџици, вика, избегам. Викам, и се су тајно работале тој, знам, тајно су работале, тајно су новине, тајно су писма, тајно су оружје криле, оружје собирале, али су многу работале. А колку сте, колку биле деца у фамилија ти? Ја, брат ми и сестра, 3 деца сме. Кој бија најстар? Ја. Да. А еве да ги споменеме од твои брат и сестра, како се викави они и куде живеат? Они су починати, и сестра ми е почината, Мимоза Русевска. Она беше од позната русевска фамилија, од боксерот Аце Русевски, најстариот брат Мице. Беше негова жена, меѓутоа почината е од карцином. И брат ми Пеце, кој е 2 години помало од мене, и он е починат. Сега, кога се вратимо на твое детство, ти го објасни улица Пелинска, како е било детство на играње надвор, 90% сте биле на улицу, не е имало телефони, тега не е имало ништо. Само надвор, трчање и спорт. Свака мала имало е свој игре. Дали е фудбал било, дали игре, обично фудбал имало. И обично имале су ситни чаркови су имале измеѓу две мале, до тепачка е доваѓало. Ви сте играле веројатно ти повише топку, лопови, жандари? Топку, брат, лопови, жандари, джилик, топку смо имале, топка, тога немаше ни топке, него соверено пари гумени топке неки купе смо. И Где сте највише играле туја у... Највише смо играле пред нас на улицу кај што ми куќа кај што живеев. Имаше еден простор, широк простор и тука игравме. Да. Немаше посебно игралиште, немавме, али имаше доста голем простор и тука, дали со друга мала, дали меѓу себе игравме топка. Еве се да ни кажеш во прилику кои сте биле комшије, кои сте туе живеале до вас у тоа време? Први комшије од мало. Први комшије беа ми од една страна Калаеви, позната фамилија Калај. Сега денеска стои си куќата, стои си мојата стара куќа и нивната куќа стои. Од другата страна, од доњата страна, професор Трајче по македонски јазик, професор Трајче.
тој е почина, жена му е тука и керка му е тука. Мислим, тој су они стара куќа исто. После надоле сви се оцелени, Или су ги продале куќе. Или су продадени куќе, една зграда, гледам тамо пред година-две се направили, луѓето продадоа. Да. Ради место, ради локација, šta е, знам. Сега, основно школци запишајте, кажа, у Кочураци пред да го почнеме емисију. Ми во прилику сега ќе покажеме едну фотографија. Ви слободно ги земете наочаре и да ни кажеш кои се отприлike овие кога знаете другари од школа. Еве само камераман да го забележи. Па јас сум туја с армонику. Армонику, ово е една секција у Кочурацин, куде су постари генерација, второ, трето, четврто оделение. Не знам која се играорна имаше балетска секција, играорна секција, тогаш Пуно секција имало. пуно секција, меѓутоа јас бев тој во сите секции учествуваше, пошто свира армонику. Немаше друг армоникаш. Да. И бев многу популарен, тоа да ви кажам. свет. Да, од на сите страни. Кој се дека коки на сликој, некој да кажеше? Па бе Будемир, ама тој е почина сега пред малку умре Буде. Јосе Голуб, Миле Шериф. Јосе Голуб на Славицо муж, Аневски. Аневски, да. И тој су Ставре професор по биологија, не знам како имаше учител овој. Меѓутоа, тоа се, значи, има ученици од други оделенија, од други класови постари. Сега било би добро да ни кажеш неколку збори за твоја учителку. Моја учителка беше Мица. Мица, Ѓаволица. па надимек беше ѓаволка, Мица ѓаволица. Учителка која беше строга, која бараше знање, бараше нормално како сека учителка што бара таа и таа бараше. И Значи мора да имаш знање, мора да научиш лекција. Не, мора да... Тогаш беше основно да пишуваш добро, да читаш добро, да раскажуваш, она основно тоа беше до четврто одделение. А кој ти е бил од 5 до 8 класа? 5 до 8 беше екстрат. Екстрат предаваше македонски јазик, односно предаваше и српски јазик. Не знам дали го знаете, висок еден човек сега. Физичко кој е предаваја? Физичко. Тега што предавале овој Оцко е предаваја, Дајлевиќ е предаваја, тие познати? Тие не сум. Тие Крстен Сирков, мислим, бева или Кочураци, не. Овој што беше тренер на рукомет на Житомел, кажи го. Славко Симонович. Славко Учо, еве. Славко Учо, тој ми предаваше физичко воспитание. Па еве сега, овој прилику да го споменемо и njega, пошто и Славко има големи заслуги за женски рукомет. Славко како човек викав дека бие многу вреден, амбициозен, трудолюбив бија, увек направија добри резултати со женско екипу. Таа генерација, ви знаете, Јасмина, Верка, Рада, биле су многу пати шампиони на Македонија. А Славко бие главен тренер. Да. Имаше два женски клуба во Куманово, Житомел и Куманово. Он беше тренер на Житомел, Славче. И ја водеше изваредни екипи, имаше Славче беше исто надарен професор по ракомет и по други спортови, меѓутоа беше и тренер на Житомел. Сега после се споија тие два клуба, усвари тоа беше и моја иницијатива. После може ќе додирнам и тоа. Ќе додирнам. А ти си го гледаја тој генерација на женско екипу на Куманово, било е многу добра. Верка, Рада, Јасмина. Тој беше Житомел.
Не, Верка уште работеше, она играше уште она Партизан. Тоа е уште Да, тоа постара Партизан, генерација. Да, тоа Партизан, да. Тоа е постара генерација, али рецимо од 75-та година наваму Житомир и Куманово бева две екипи. Не, јас збору 60 години Куманово, ДТО Партизан е било 6 пати првак на Македонија, таа екипа. Куманово не постоеше. Друга не. ДТО Партизан ДТВ Сургунка. само ДТВ Партизан ДТО постоеше. Партизан Сургунка беше голманка, Јасмина, Рада Пикер, Благица Јасминка. Шврчо, Јасмина. Тоа Не ми беше. е познато. Добро, тој период не го знаете. Него да. тој период не го знам многу. Сега, за да завршуваш основну школу, веројатно идеш у гимназија или у кој средни школа запишуваш? Запиша се у економски техникум, така се викаше. Моше Пијаде. Средна школа, 4 години, тука успешно ја завршив. Мислим, сите успешно завршив, благодарение на имаме јако друштво, јаки професори, многу јаки, може да кажем дека од знаењето од средна школа, дали беше книговодство, дали беше статистика, дали беше технологија, дали беше организација, лесно на факултетот многу лесно ги положив испит. Да, полагаат си ги испити. Али коки, да не забравимо еден детај, ти пред малку спомна, и уште како мало дете имаш афинитет према музику. Поготово еве армоника ти е била многу, биете многу драг инструмент, а ми ти покажемо сега дека еве на некој направар ли овој што е, ти ки ни кажеш. Да, ово е екипа која учеше средно музичко, основно музичка школа. У Куманово имаше осмолетка, основна нижа музичка школа поправо беше. Тоа Костич, не знам како се викаше девојчето, и јас. Ово е Костич Миодраг Костич и тој девојче. и тој девојчето. Јас знам. А Миодраг Костич, кој беше тој човек? Миодраг Костич, не знам дали е жив, после се имаше добар армоникар беше и се одсели во Германија. Уште оние 70 години кога беше привлечен на Германија, тој отиде одамна беше натаму. одселен. Одселен. А имате ли контакт с него или не? Не, нема. Значи, Значи, се дава сва концерти, тоа е на концерт. да. Еве сега вдека има па некоја слика од музику, од твој Да, настап. пошто бевме чланови на Илинден, на Тоа културно... е чувено, да. Чувено Илинден, кој имаше своја секција, забавна, народна, и оној брех музика, што се вика. И имаше оркестар, и тука сум јас, Шоич, и певачи му. Кој да дава сме концерти, во Куманово, ван Куманово дава сме концерти. А членови на музичко училиште Панче Пешев, Да. од Куманово. И тега у Панче Пеше многу е бие активен, ти се веројатно сеќаш, он е за жал покоен, Ѓоко Симоновски, Да. музичар. Да, Добро Ѓоко да Симоновски беше диригент. Не е бил он толку Панче Пешев. Он беше у осмолетко или у средна школа ли предаваше. Да, и професор бие по музичко. По музичко беше професор. Еве кој е нова слика. Тоа е забавен оркестар. У Илинден, све во склоп на Илинден. А кој бие тега главен претседник на Илинден? Кој бие? Претседник Илинден беше Тошо. Тошо Теодосиевски на банку. Директор на банка, Стопанска банка Куманово. Тошо Теодосиевски. Да, така презиме е. сум го забравија, мислим Тошо, он беше председник. И многу јако душо секција, имаше ненормално секција. Активни Исти, имале секции. многу активности. Активни секции. Па видите органа, прва органа во Куманово, тој ја купи за Илинден, каде јас ја свирам. Овдека знаеш ли да кажеш некоја на слику? Како да не? Кој се тој на слику? Сега не може да ги видам. Се ми се научили слободно и...
Мане понарешен директор на Ангроснабдител, Коле Буцо, Шоич, покојни, Шајтан, Шуте Мал, Шуте Бубњар, Дајле на саксафон, Мане на саксафон, Ѓоко на труба, сите ги знам. Мане исто Ѓошевски е покојни, ја. Да. Еве се задржимо на овој период, еве, Коки како многу мал, армоника, Да. неизоставна ви е била. Па видиш Овој кој се сликани во пред Видиш куќули. што, да. Видиш што, со таа армоника сум бил секое лето, дали со извиѓачи на море, обавезно, без паре, и идуја, пошто Путувале сте многу. Пошто морам да свирам са вали навече, кога се знаме диса и кога се спушта знаме, армоника и се пее и се прави во логор се прави така со феријалци, со извиѓачи. Сега идемо мало на детски период. Ова е слика многу интересантна, веćinom без мајце. Ово сте веројатно у малото и пред куќуни. Тука, да. Да, тој простор каде, што кажамо, играмо фудбал. Кој сте дека на сливокот? Па тоа су Зоран Жаба, Јовица Калај, Живко Калај, Миле Трипко, Циганин Васви, само Васви оно у Германија се оцели. Одамна отиде во Германија? Одамна у Германија отиде, тој црниот. Брат ми Пеце, Маринчо професор, татко му по музика што беше професор у Канада, мислим дека е преселен. Брат му е доктор остана туја, мајка му исто професор, учителка беше. Ризински, ако се чуел за Ризински. И овој други кои се, тие се нема. Тие се, тие. Тоа е, она разано да И укувано. тега Коки да кажемо дека, како да објаснимо дека не е имало стативе, него турите два камена така, и головите. Два камена и толку. И тој да каже, одиме, идемо ван споменик натаму во Моморузишта. Береме класија, крадеме класија, од Жак и на пазар продаваме ги класија да купиме топка. Да, такво е било време. Топка, гумена топка. Еве и овдека чувени незаборавни дефилеја низ Куманово. Да. Па сите школи има своји секции, што ја знам. И сега тука е Црвен крст, што ја знам. И шетам на дефиле, шетам из град, наша школа, крсте, браќа, селски школе. И како млад човек тек си бие стварно многу узбуден и гледате народ и бие доживење. Ама знаеш ли колку народ имало по улице на овие дефилеа? Да. Од две страни, како да е нека, не знам што. Еве исто дека ово е у центар на град, предпоставјам. Да, тоа беше на площадите тој. Кој се дека на Шоич, ја и Ѓоре Гејас, мислам дека. Да, Ѓоре. Ѓоре Гејас, чувени. На Симета брат. На Симета брат, да. Другари. Ово сте веројатно... Тој пред споменик жена Борац, на тие споменици. Да. Сви су и Ѓоре убаво поеден денеска. Симе, братом. И Ѓоре знае да испое некад и Симе добар исто. Може, не знам за njega. Исто и Борче Христовски, што е професор, бие и он бие активан у тие музике, веќе кад зборимо за луѓе. И он е бие активан у музика, меѓутоа он беше и диригент своевремено у музичка школа. И исто Дори Тодор Мучевски, и он е бие активан. Да, тамо ga имаш Дори. Да, и он е бие диригент у Панче Пешев на забавен оркестар. Много има познати ликови у те музички дел. Он е бие диригент. Знаеш го ти Мучевскога? Да, он со татка ми е бие Извареден оркестар е бие тој, па тоа смо свиреле, колко концерта смо дали, колко...
Еве, колки е овој? Па тоа е исто друштво. Ја Шојич на Шојича, бивша девојка и така. Еве, ова е слика од 70 година. Ова е дочек на Нову година. И ќе те прашам малку, прво кажи ни овдека кој сте на слику, ти си туе. Па и јас свира органу, Шајтан свири гитару и глумац овој зема да пое. Аха. Глумац, како се викаше, глумац. Овој напред е ваша... Па, девојка моја. Да. Ај, Покасно кој ги кажи жена. неколку збора за тие игранки кои су биле у Куманово тоа време. Повише локации имало на игранке. Домјана, Пожарна, гимназија, Соколана. Па ми, да, тачно, гимназија, не смо свирили у гимназија, у Соколану смо свиреле, у Пожарно смо свиреле. Пошто имаше неколку состава, пази. Обично студенти организира се у Соколану. Беше председник на студенти Благе Белчо, познат бизнисмен, Благе, како се Политичар. Политичар Благо Стојковски Белчо, да. да. Стојковски Белчо. Он беше председник на студенти у Куманово и преко njega организираше, ми свире смо. Имале сте активности. Активности, тој беше у Соколано, а у Пожарно имаше сала горе и сега постои таа сала, не е голема, и туј нон-стоп смо свирили, 2 пати неделно, некад и кога е распус, и 3 пати неделно. А ти кога си свирие... И Кристал, смо да. навечер свирели, музика смо свирели у Кристал, навечер. Доле у бар имаше музика. И горе. Некои денови во бар, некои денови горе. Сега, овдека си на слику Домјана, на сви игранки, кои кој живее во Кумановци, куде да се дешавале, многу имало народ и многу е било убаво и весело. Тачно е тој. Тачно, значи, не е имало, добро, не се е водило сметка дали су малолетни, дали су пунолетни, колку е капацитет на сало. Тие су работе не су се толкова. Меѓутим, не е имало народ кој да иде, млади куде да иде, и тие матинеа ги вика со игранке. Да. 2 пута неделно или 3 пута неделно. Пуно е било. Свугде е било. Цени су били символично, да не правимо некој си, тој голем бизнис било. Символично су били цени. Не е било скупо, не? Не е било скупо, а и за тоа имало многу посета. Еве, кога ги остануваме на Уишено, ова е постара слика. Ова е куде е? Па во е на една турнеја, тоа сум ја како Чек армоникаш. само камера, добро. Ја како армоникаш и Славчо професор водеше секција некоја. А сви су тие постари од мене, секција, дали е играорна била, дали е пејачка била секција, али мислим дека играорна секција била. А на колку си игранке овој активно како музичар учествува, еве, у Домјана си бија, на други локации куде се свиреат и кажа некои места спомнае си. Тој колку години е трајало тоа твое свирење? Па трајало неде 6-7 години до време на факултет. До време на факултет, док сум бија туја, нон-стоп и мало веридбе, свадбе, на свадбе смо свиреле, на игранке, на нове години, матурски у Паланку, у Пробишти, у Кратово, на матурски. Ајде кој да ни кажеш, значи, чланови на групусти биле ти, Шајтан, Шојич. Види што, после се формирава глечери. Да. Глечери се после формирава. Пред да се формира в глечери, значи, Шуте бија с нас, Шуте Бумјар, да. Келеше бија с нас, Трубој Вучич у Скопје што живе. Вучич не е бија с нас, он е у глечери бија Вучич. Добро. Значи, тај сте били екипа. Да. 6 души или 7 души, Шево е бија, Благо е Шево. Благо е бија. Да.
Кој сте музику највише свиреле? Кој жар на... Па обично смо копирале кои песме, забавни песме, повише смо на забавни биле, кои су биле хит у тој време. Забавни од Југославија и од странство? И југословенски и странски, да. Кои су биле најмилени така од Југославија да ги свирите? Дали се сеќаш ово? Кои од странство, некои песме? А сега тоа е, доста смо го И мало тој време девојко мала. копирале Мики Веремовиче, копирале смо го... Мислим, копираш го, и скидаш од плоче, Бело дугме веројатно. бело дугме скидаш од плоче и хите песма и за играње. Али тега колку хит е било и рок музика, Битлси тоа време. Почињаше сега. Да, Тај музика почињаше тој, а свиреле смо и рок музику. И рок музику, и Битлси, и Роли Стоунси, имаше пуно вадени, копирани нини песме. А после Мислим, тоа беа незаборавни денови, што да ви кажу тоа. после основну школу запишаја си средњу, завршија си, идеш ли у војско или идеш на факултет? На економски факултет у Ниш се упиша, пошто генерација од средњо економско, 7 души, свитки идем у Ниш да учим. Таму имаше више управна и више комерцијална. Они се сите запишаваат тие што од средњу школу на тие два факултета, а јас на економски факултет. И Куде е биел Ниш економски? Центар ли е биел или... Ден денеска е на исто место, у центар. Ја таму 2 години беше и остана сам. Мислим, само овие се откажава. Пуно двојце го завршива тој вишу школу и се вратива. И ја префрли се у Скопје. И после идеш у војско? Префрли се у Скопје, војско заврши. Куде служија војско? Војското иде у Билјачи. Школа резервни официра. Пошто Фатиме Чирме Фати. Ај пред тој го имаше чир како на факултет га веќе осеќаше ја стомачи волови тие. И врати се на преглед, специјалички преглед у војну болница Скопје. Едно 7-8 дана, или колко беше тај, сваки ден стара војна болница, каде што беше сајмиште. Да. Тако и да, и на крај ми кажава, ти не си способен за војска. Како бе не сум способен? Не, имаш чир. Отиде, врати опрему, даде ми буквицу, и не мога да дослужи војни рок. Колко се служија у Билјачи, колко месеца, кажа? Колко 2 месеца беше? 2,5 месеца ли беше? Враќаш се у Македонија, завршуваш га факултет економски и после веројатно се запослуваш. Па, ја како абсолвент у Скопје зема стипендија од Киров Петак. Не, ми требаше, видиш, ти едно сретнување со секретарот своевремено на Киров Петак. Абе, дај, треба ни на нас економисти, ке ти дадемо стипендија, колку, до куде си, како си? Викам, тако си, ке ти дадем, дојде јутре. Добро, викам, ајде, ке зему стипендија. И зема стипендија задња годину од Киров Петак, фабрика за трикотаж и конфекција. И кога заврши таму, Значи ти си таму запослија 74-то или 75? 75. 75. Тега во Киров Петак, кој е бие директор? Киров Петак, абе, Сипац га вика са Љупчо Сипац. Љупчо Сипац. Не заинтересиран беше он, тоа не беше заинтересиран, по моја не, пошто мамаше таму извозни и увозни куќи и после неколку месеца тој си замена за Скопје и остана финански директор, што беше Борче, тој стана генерален директор. Колку време работава во Киров Петак? А во Киров Петак 3,5 години, така нешто. Една година бев приправник, после после раководител на извоз. Знаеш, тие денови производња
за свакого економисту е тој почетно да види како се работи, како е производство, како се прави цене, како се калкулација прави, како се мишти оно што е учие на факултет, таму се применува. Директно на пракса, да. После Киропрактик идеш на ново работување? Сега, обично тај индустрија е многу ниско буџетна, знаемо, текстилна индустрија и бараш каде има боле радно место и од трговија, не знам по која логика, отиде во трговија, во текстил промет. Така, дали бие, или ја грешно, не знам, Менделе бие директор? Менде беше директор. Добро. Менде, како нов директор беше Менде. Таму бев 9 години. Имаше изваредно друштво, изведна, мислим, стимулација за работу, имаше интересантна работа, имаше одржени реферати беа поделени, јас држав одржен реферат, али тука ти е доменот, више немаш кај да одиш, Менде се плашеше малку и не ти дозволяваше други работи, едноставно тој генерален Плашија се од конкуренција. Немаше комбичала, немаше заменик, немаше ништо. И така, и после мораше да бегам од таму. Отиде во Агрокуманово. Сега да те прашам кој е за Агрокуманово. Во тоа време стварно ми било част и привилегија да се запослиш во Агрокуманово. Убедливо најака фирма и по плате, изимувале сте и вишкови, и награди, и све тоа ќе го кажете ви. Како дојде до контакт меѓу тебе и чувенога Владимира Стојковскога Лалета, како кој ќе улегна во Агрокуманово? Тоа е било 80-ти години. Док работеше ја рецимо у Текстил Промет Шипановче отвори продавница за аутоделови и земјоделска механизација. Агрокуманово имаше магазин, он беше стари просторија позади Монопол, имаше некои си делови и отидеше од време на време тамо да виду дали има. Они ме тражи да дојду, да купу, да нормално оно што треба. И така се запознамо с Лалета. Он чак не беше ни директор Лале, беше представник на Агроопрему. На Агроопрему Белград, у Софија беше Лале. Али дојде, тука имаше канцеларија тоја. И кад бидна Агроопрема одзете Агрокуманово, односно тај пререгистрација, и Лале си стана директор. И он ти се вие викнати канцеларiju? И он не еднаш, ајде бе, дојде, ќе дојде, како ти што викаш, ајде бе да се видиме, ја викам, ќе се видиме. И тако е Лале. И кад ти си работаја во Агрокуманово на позицију комерцијалист. Не, да, комерцијалиста, меѓутоа он Лале имаше 4 пословници. Оно пред Кои што кажа, пословнице, значи за земјоделску механизација, пословница за лимови, пословница за црвну металургија цевке и малопродају. Малопродају с 4 пословници. Ја беше на малопродају, пошто направимо трговски центар доле у насело. Да, 85 година. У Паланков дуќан отворимо. И у Чику погон у Драгоманци отворимо дуќан. И други работи, и за тој, мислим, решение беше, сите бева шефови на пословници, тако беше рушено. Кои се биле покрај тебе шефови, да ги кажем овој при? Ти си бија Виде Линка, Пеце Илиевски и Мирко Компир. Тие сте били четворица. Еве ми ќе покажеме одну слику од Агрокуманово, дека веројатно Мико Влаево е. Да, тоа е една прослава кога дојде Мико Влаев. Ја кад беше, Мико Влаев не беше у Агрокуманово, у Искру беше. Мико е дошол 86 година, како што ја знам, ти не да прилики. Може да е, не знам која година е Мико. И прослава беше некоја си. У тој време,
Нема што да се крие, тој не е тајна. Агро Куманово имало астрономски плати. Тачно е тој. Ми ишле смо речемо по 3-4 дена за Нову годину у метрополу Охрид, каде плаќамо 50% за себе, а ресто за брачноga друга, уствари за брачnog другара плаќамо 50%, а ресто плаќа Агро Куманово. Значи Све без пари. Све без пари. Превоз, да не збору за превоз, обавезо по 3 дена, 4 дена пансиона, не е тој дочек и назад. Тоа е допринело. Јака фирма е била. Имале сме фондови, ненормални фондови. Сваку годину е кои се имале кредити за стамбено изградни луѓе и за градни, и за станови. Ја земат почна куќа тега. И еден пут да взема, одмah отиде, одмah. Сваку годину пишата да готово. Тој само попуниш еден лист обичен и ома, а не како сега ти треба 300 папира да земеш еден кредит. До години поново распишен конкурс и Лале ми вика ти конкурирали, а едемо колачи доле у трговски центар, жена му на Лалета, жена ми и ја. И вика Лале, само што беше распишен или завршен конкурс. Вика, конкурирали за кредит, а Лале знае дека право куќа. Па викам, лајску годину зови, викам, па ли сега треба други. Па ломе направи прежено му и прежено ми. Јутре да ми донесеш барање. Јесе кој кога ги зборим веќе Имамо паре, вика, добро, има смо паре, стварно. Паре сме имале, не нормални паре, што се. Али работа е била ненормална работа. Сега да го заклучиме овој дел за Агро Куманово за едно ваше успешно приказно да кажа. Еве, за жал он е покоен, една твоја лична дефиниција за Лалета како раководител. Ја увега збору менаџер како Лалета Куманово не имало нике да има. У кој смисол? Дали е трговија, дали производња, дали е не знам што. У смисел за да менаџира, како да ga направи динар 2, од 2-3 динара како да ги направи. Ако треба ќе фаќам, ќе купуju у Африку, не знам што, само да направи профит. Он купил 800 тона помаранџи и 200 тона лимони од Грчко. Може да замисли што е тој. Што е време 80 години. Може да замисли што е тој, кој памет. С ограничена маржа. Немаше тука имаше интервенција на државата, маржа бе ограничен. Да продадеш за месец дена, како месец дена за 20 дена да продадеш 800 тона? Кај му текне тоа? Осети он дека нема на пазар и искупи се на пазар, тоа е 11 месец, крај на 11, почеток на 12, луѓе свак купуе воќе за Нову годину и за Божи. И направи бум. Така да кажеха, имаја кликери и визионери бе. Тој го збор. Да. У Војводина ми вика сватамо, Никола, ти си почесни граѓани на Зрењани, председник на општина. Нема радник Панчево и Зрењани кои не су замале, не су купиле кутију со бумеранџи. Да, цела Југославија се носила, тачно. Еве да го покажем овој кој Мислим, тоа е факси тогаш, Марине, факси, може, немаше други средства, него преко факс. Барање, контакти. Еден куп факс. Факси се стизале нон-стоп за потражњу. Барај, дај. Ова слика е многу. Ово е... Па то не знам кога е снимана. Ово е ваша супруга? Моја супруга, да. Како се вика она? Мирјана. Добро. Она куде е работала? Она у Кирофетак. У Кирофетак во книговодство работеше. И од тој у пензију? И од тој не, болесничка имаше излив своевремено. Мораше да оди на операција и после не се врати на работа, него зеде пензион, болесна пензија.
битен сегмент у ваш живот е, ви сте го, защото како млад човек имале многу голему пасију према женски рукомет. Многу години сте биле члан на управо, увек сте се залагале да клуб иде напред, да има добри резултати. Многу сте време жртвувале ваше за женски рукомет и тој го сви знае. Ali еве да ни каже колки од женски рукомет, кај сте први пат улегнале у тие управни одбори као председник у тие воде? А види, Маријане, като отиде да работи у Тефси Промет, Пеци Ливецки беше алфа и омега за рукомет у Куманово. Пеци Ливецки. Он беше и преседник. Тогаш имаше еден клуб. И машки, и женски еден клуб. РК Куманово. И одмаме тој фати, сакаше да работи, ај ти си млад, ти си овој, ајде заедно с мене. И фактички тој ме уклучи во ракометот. Само да не забраваме да го споменемо Пецета, исто многу заслужен човек. Пеце, веројатно и ви сте биле таму, помагале сте, бие многу активен, кога се биле оние чувани турнири у Соколану, Карпошови турнири, збративени градови. Да. И покрај тебе, само што да кажу, бие и Павли Илиевски. Помагае ви, не знам што е работа. Павли Илиевски, он и беше член на некој си орган таму. Управен одбор, дали е надзорно, управен одбор имаше клуб. Беше Павле, меѓутоа не е маја некој си. И Пеце доваѓа и ви вика да улегнете управо и ви на некој начин од туја почиња ваш пут. И Пеце се отргнува полака се Пеце. И ја бивам преседник на РК Куманово, машки и женски. Нормално имаше 12 души, 18 управа имаше. После неколку години гледаше да не оди машки и женски ракомет, около финанси, около распоред, около проблеми. И се даде предлог на управен одбор да се одвои машки ракомет од женски ракомет и така стана. У мушки ракомет пак македонски, ти не сакаш македонски. Не сакам него, сви збори кумановски. Добро, Маријане. У мушки рукомет Курме Спасовски би на преседник, а у женски рукомет ја би на преседник. И после имаше, знаеш, можеше побрзо да најдеш спонзори за едну екипу, а не за две екипи. И ја беше, искрено ти кажем, на функција. Така да можеше дали телефони, дали кола, дали автобус, дали пари од некој си, имаше јако стопанство Куманово, куде ЧИК не пратеше ЧИК, Агрокуманово, Лъкјат, ние ми играсме у другу савезно југословенску лигу. Пола Југославија беше едини клуб кој имаше странога играча у Куманово, у женску екипу. Биднамо први, други у другу савезно лигу. Да не збориш колку за Пеливаново. Не Пеливаново, не, Аделина Павлова од Бугарија. Аделина Павлова, да. Да, Пеливанова веќе играше. Пеливанова, пардон, Аделина Павлова, голманка чувена од Бугарија. Репрезентација. Много добар голман бе. Али распадна се системно надпреварување. И сви екипи се враќа со матично стадо, што се вика. Еве ми ќе покажеме дека од вашу богату успешну кариеру како руководител со женски рукомет, фотографија. Куде е овој? Ово е у Хилс, хотел Хилс. На Тонита горе. На Тонита, да. Они беше помагае ви. Спонзор ни беше нон-стоп. Значи, тамо оде сме на ручек, деца на ручек, имаше оној ексалу за фитнес, обавезно користе се го играчи, ексалу за фитнес. Кој се влека на слику? Па да играчи се тој. Тој ја и црни, тој... Не беше дека влека е Кети овај, Кети. Да, ово е... Овдека имамо друга фотографија. Ово е некоје признание. Па... Ставите си ги научили. Куманово
Куманово саку година организираше Спортиста Куманов. спортско вечер. Тоа беше спортска вечер. Со стали со маси, има друга слика со маси. Со маси. Пази, И овдека имате добивано некој овој градоначалник овој протиште. градоначалник, ја мислам, не знам, не. Ја мислам Циц беше градоначалник тука. Аха. И спортисти и спортски работници. Овој со свите од Куманово. Па, играчи, тренери и јас, како председник. Добиени награди, да. Да. Овој сега не знам у кое место е, кој... Обично Дом Јанасо биле тие доделување на признања. Ева овдека ја ги препознавам одма. И исто е тај слика. Овдека е покојни Ивица Симоновски Шевро, многу заслужен човек Да. по Куманово. Да. Он беше спонзор, освоига прв куп на Македонија. Тачно. Тој сте ви туја. Ова е Цецко Лап, исто многу заслужен човек за бокс у Куманово и сега овој жено не го препознавам кој е. Марија, Ово исто добиле некој признање од град. Признање. Ево го таа слика, е многу интересантна. Не, овај. Да, ово е чувени наш Драган Начевски. Тоа е спортско вечер. Држи смо го у Кубу неколку години у Кубу, у ФЗЦ ресторан. Да. Пази, со мени, со музика, тоа е било вака е било тоа. А сега спортско вечер гледам ништо. На една пијачка ти сигурно идеш таму. Исто е тоа. Исто е таа манифестација. Исто представ, само туи су играчи. А овдека овој човек на крај кој е? Пачко доктор. А, доктор Пачко. Па он ги водија манифестација. Стрелјачки сојуз го он представljаше. Аха. И многу пати ги водеше манифестации, да. Ево и овај Тоа е като Сардинија, Италија ово е. браво, откуде ти текна? Пишуе Сардинија позади на слike, да. Да. Тоа е у авион, у фое, негде у авион, пред на аеродром, кад челенџ куп на Сардинија, Сасари, тоа е приморски град. Тоа е тамо Катанија, овој Палермо, тој дел. Не, Палермо е на Сицилију. А ово е на Сицилију, на Сардину. На Сардинија, добро. Таму има едно убаво место, Сорентино, чувено место. У февруар беше тоа. Колку време си бија укупно у женски рукомет? 35 години. Па дало ти е нека тешко, имаја ли си? Од кои 30 години сум бие преседник, пази. Захвални си на оно што си го постигнаја женски рукомета, знаеме дека се многу трудија, дека не се штедеја себе уопште. Имаја си веројатно и тешки моменти, али увек си ишеа напред и викаш мора да успееме. Имало и тешки моменти, тачно, поготово кој финансија. Било е моменти, играмо вечер утакмицу, треба ни пари за судии и делегати, обично тие трошкови се плаќа, домаќин ги плаќа. Немамо пари. И идемо Маријана, Драгана, Петка, мам дај марке, 100 марке, 50 марке, дај. А имало и моменти, како што кажат и претходно, кога што сте имале многу пари. Имало е моменти. Играчи су имале моменти, и плати, и премије. Видиш што, нама беше спонзор 3-4 години, нама, каде што ја работеш. И со својега директора, генералнога Жмару, познатога, договоримо се, тако и тако, не вика, нема проблем. Све преко синдикатки иде, и тако е било. Премије си имале прва категорија, друга категорија, трета категорија. И играчи. Нама Куманово, ми у другу савезну југословенску лигу, како нама Куманово фигурира смо. Така е. Ер има смо паре. Така беше тренер Димитар изгледа. Не, Црни бија. Димитар малко беше, па се он откажа, не знам што, он беше имаше меѓурепубличка лига и се откажа Димитар, али Црни углавно бија у другу савезну лигу. А и Димитар бија еден период сега, не се сеќам колку. Не се деле спомни, кажуваја, тој време, крај на 80-ти години, кад Куманово било јако друго југословенско лигу и дека он ги е водија. Малко е водија, малко, повише ги е Црни водија. Сега,
Дали сматраш дека твоја активност у спорт, што си бија цел живот, ти е на некој начин помагала и како човек да се доизградиш али мора да кажеме дека и фамилија на некој начин е трпела од тоа? Тој сакаше да каже, апсолутно, јаси не е само на папир да си преседник, него мора да си утек с проблеми, мора да отидеш на тренинг, да видиш дали су дојдени да тренира, незадоволство има ли, нема ли, припреме за утакмица, за 2 дана, 3 дана утакмица, со што ќе си иде. Значи, а свет жртва е била фамилија. Имае се многу такви ситуации каде моја жена е кажувала докарање доваѓало за тој што превише обрнам пажњу на тај спорт, него на фамилија, на деца. Али покушаја се да балансираш, колку си могае. Од кад си пензија колку? 8 година. 8 година. И кога се станае у пензију, не си застанае, продолжуваш у други активности и идеш у армиски полициски ветерани, тој си многу активен, идете на сви тие манифестации кои су многу битни за историја на наш народ, на одбележување каде погинае Карпош, каде су погинале други борци кои су дали живот за Македонија и тој ми не смеемо никако да го забравиме. Па јас сум не меѓу први, меѓутим члан на Сдружение Затварсово, Сдружение на армиски и полициски ветерани, каде идемо, тоа е на Мару Нацево, на овој, кажи, на Поникво. На Поникво, каде ги обележуваме сви тие дати од Народно-ослободителна борба. Положимо цвеќе, пригодам говор, кажемо, за свакога, зависи куде идемо. И одржуваме го тој традицiju. Имаше право еден што вика, да не сте ќе се забравив луѓи, поедини луѓи ќе се забравив. Чак сме ишли у планине, тамо споменици негде, кои зарастани у траву, у џунгу. Кој морате прашам овој. Мора млади луѓе да се уклучи во овие работи, зашто тоа мора се пренаса од генерација на генерација, да знае млади генерација кој се стварно борие, кој дае живот за Македонија, да не се едноставно забрави. Ми смо зацртану политику пред постарога преседника на Сдружение, да се уклучи млади луѓе у овој Сдружение. И почнава млади луѓе да се уклучува, меѓутоа како сменима руководство, тој замре. Замре и еден ден тешко да се одржи овој, кад нас не снема, не знам, а млади ги нема, чланови на Сдружение, jer по наш статут може и граѓанско лице да биде член на Сдружение, мора да биде лице од војно или полициско пензионер, може и граѓанско лице да биде кој сака, кој има желју, да. Кој има желју да работи, да допринесе. Да те праша, како ти поменува пензионерски денови? Активен си пуно. Многу сум активен. Имам едно парче земји, тоа е на 2 километра од Куманово, од дома мој. Сваки ден сум тамо. И си обавиш тие активности? Сваки ден имам пластеник, саду оној све што треба за дома. Патиџан, магданос, компир. Ама не прскано, не? Не. Само за себе, само за себе. Да ги споменемо и твои деца, тој су на свако родителја гордост, па и на вас. Ваш син како се вика? Стефан. Он е успешен човек, работи у голему компанiju, ја му посакувам да иде још више напред. И ваша ќерка која е дадена у Ирску. Работи у Apple. Да. Apple тоа е компанија за телефони, мобилни, компјутери, која има само у Ирску има 5000 радника. Она работи у книговодство тамо. Што ја знам.
Колку унука имаш што Од сина имам 2 унука, од керко имам 1 унук. нек су живи и здрави. Поздрави до њима и до твои унуци. Ја ти коки посекувам пред све добро здравје и да се видиме другу прилику па да разговарамо, jer vi ste ličnost koja imate ostavljeno kakav takav beleg na Kumanovo. Hvala. Pa još jedan puta. Toliko za danaska pozdrav od restorana Ura Spa i sve najbolje.